Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука го имаме Дарко Симуновски, експерт за криптовалути, наш чест и драг гост, можам да кажам. Симуновски, добро дојавте. Добро ве најдов, мило ми е што сум тука повторно од 4 вести. Благодарам за поканата. Од време на време ги правиме пресеците за тоа што се случува во криптоиндустријата, некако можеби како по правило ги правиме кога имаме еден позитивен раст, но сме правиле и во полоши времиња, ајде да кажеме. Така. Сега е ситуацијата таква, одеднаш биткоинот скокна доста нагло, отиде нагоре, скоро до 100.000, мислам, не го проби плафонот до 100, но се приближи многу близко. Па еве за почеток, што се случи? Зошто доживеавме ваков еден брз скок на биткоинот? Така. Не само биткоин и другите берзи имаат доста позитивен ефект, да речам, на цената. Значи се движат во општо пазарите, традиционалните берзи одат во зелено. SP500 достигна веќе нови рекорди од преку 6.000 индексни поени. Исто така Насдак преку 19.000 индексни поени. Така да генерално ние идеме во една глобална ситуација каде што лидерот во економијата, односно САД, американските држави, како најсилен мотор во таа економија на финансиски пазари, добро се справи во овој дел каде што имавме висока инфлација, имавме накачување на каматни стапки. И така да сега идеме во една фаза каде што доаѓа тоа олеснување за сите фирми, лека по лека веќе кредитите ќе станат поевтини за сите фирми, односно каматните стапки веќе почнаа да паѓаат и да се кратат на централните банки и во САД и во Европа и на други места. Така да ние идеме сега во ситуација каде што ликвидноста се зголемува, М2 за лихата на пари, и со тоа кога се зголемува ликвидноста на пари, доаѓаме во една поповолна ситуација за сите финансиски пазари. А што се однесува по-конкретно за биткоин, зошто толку многу одскокна дополнително, тоа е затоа што веќе имаме најави од новата власт, новата влада на чело со претставителот Доналд Трамп во Америка, веќе има најави за едни добри регулации за крипто светот, за криптоиндустријата, и исто така има најави дека биткоин се планира да биде дел од националните резерви, и тука се менува целата парадигма во погледот кон биткоин, светскиот поглед кон биткоин, така да очекувам дека тој позитивен тренд ќе продолжи и понатаку, особено во следнава година што иде 2025 година. Па и самата кратенка, самиот акроним на новата американска агенција за ефикасност во администрацијата која води Елон Маск е DOGE, нели, да, која асоцира на Dogecoin, кој тој во минатото го промовираше на некој начин, правејќи паралелно цело време алудира на тоа дека криптовалутите ќе бидат голема работа за оваа администрација. Апсолутно ќе бидат. Еве имаме исто така веќе најава дека креаторот на Cardano и ко-собственикот, ко-креаторот на Ethereum, исто така Чарлс Хоскинсон, ќе биде еден од главните советници на Доналд Трамп за носење на регулации што се поврзани со криптоиндустријата. Така да и гледајќи го Конгресот, составот на Конгресот и на Сенатот, моментално има најмногу про биткоин и про крипто конгресмени и сенатори, и сметам дека ќе се донесат многу позитивни нови законски рамки каде што Америка повторно ќе биде на пиедесталот на дигитализација. Преходно беше со Силиконската долина на производство на Web 2 продукти, тоа што го знаеме денес, но верувам дека тој наратив ќе се смени и Web 3, односно криптото може да стане мека во Америка, а со тоа значи и во цел свет да гледаме многу позитивен исход за цената на биткоин и на другите криптовалути. Но вие кога кажувавте дека до крајот на годината биткоинот ќе достигне $100,000, многу ми не веруваа. Тогаш биткоинот и не беше во таков пораст како сега, имаше флуктуации, падови, порасти, па некои велаа дека сте преоптимист, но биткоинот го достигна тоа и еве и пред крајот на годината. Така. Сега што понатаму? Дали
можеби еве граѓаните кои сакаат да се вклучат, кои досега не се вклучиле, дали можеби е доцна за нив или не? Што мислите? Вака, јас тоа многу пати сум го спомнал и кај вас на гостување претходно кога сме зборувале за биткоин и пак ќе го спомнам. Биткоин мора да биде да се направи една дистинкција биткоин со другите криптовалути, затоа што биткоин представува дигитално злато. За разлика од другите криптовалути функционира некој вид на акции, затоа што сепак има раководство, има фирма, има луѓе што работат за проектот и проектот во голема мера зависи од луѓето што стојат во позадина. Значи, таа е главната дистинкција што секој еден треба да ја разбере. Сметам дека влегување во биткоин, инвестирање во биткоин, мислам дека никогаш не е касно. Не постои касно кога е за биткоин. Особено сега пред нова ова светска адаптација и прифаќање особено на биткоин како национални резерви, и сметам дека тој пример многу држави ќе го следат. Јас како што претходно зборував и за цената за биткоин, да, точно, особено во 2022 имаше многу скептицизам затоа што пазарите беа во негатива, имаше неповолна ситуација за финансиските пазари, но сепак јас сум исто така и макроекономист. Јас се следам макроекономијата, ги следам макроекономските индикатори и од тука доаѓам до заклучок, не само од криптопазарот, затоа што криптопазарот не е изолиран. Тој зависи од макроекономијата и нормално од ликвидноста и така натака. Така да сега моментално во 2025 очекувам за сите пазари да има најголем бул маркет што сме го виделе од 2009 па до ден денес. Најголемиот бул маркет го очекувам. Зошто? Затоа што е многу едноставно. Ликвидноста што допрва ќе биде пуштена во пазарите ќе ги достигне сите, ќе ги надмине сите рекорди преходно, ќе имаме рекордно висока ликвидност. И тоа е секогаш позитивно за сите финансиски средства, а биткоин, особено сега со овој наратив, за следната година, јас очекувам дека ако Америка го направи, го оствари тоа што веќе е најавено за национални резерви, мислам дека е сосема реално се очекува над $250,000 за еден биткоин. Да, биткоинот е, како што кажавте и самиот, еден репер веќе, тоа е главен показател за криптопазарот, но што е со останатите валути? Еве, вие го спомнавте Cardano, што е друго перспективно, бидејќи не висте имаме еден океан веќе од криптопроизводи каде што можеби и луѓето кои следат не можат баш добро да се снајдат. Можеме ли да издвоиме некакви показатели? Јас затоа и издадов книгата Фундаменти на криптоиндустријата, за луѓето да може да се едуцираат и да може да донесат своји собствени одлуки во што би инвестирале. Јас, нормално дека не е ова финансиски совет, секогаш како криптоексперт им препорачувам на луѓето да почнат со биткоин и евентуално со топ 20, топ 30 криптовалути, и во тие има одредени што се добри. Пример, да речеме, Shiba Inu е во топ 20, нема никаков квалитет, едноставно е чиста шпекулација. Исто така да бидам искрен со гледачите, над 80% од сите криптовалути што моментално постојат илјадници криптовалути, најголемиот дел од нив се чиста шпекулација или популарно меме токени, и 20% имаат некаков си проект што нешто работат и дава некои нови продукти и услуги нудат на пазарот. Така да јас би им советувал да се задржуваат на овие посигурните, исто така на тие што се стремат кон иновација, како покадот, јас години го зборувам покадот, значи тие Layer Zero, нулта слој што се технички кажано, нова генерација на блокчейн, како што е пред се е покадот, па тука и Avalanche, исто и Atom, тие се, но меѓутоа исто така Ethereum мора да се земе сериозно, мислам дека се уште има голем простор за растење за сите криптовалути што имаат квалитет. Ethereum мислам дека допрва треба да оди нагоре, затоа што веќе имаме многу институционални инвеститори и банки што веќе чуваат обврзници на самиот блокчейн на Ethereum. Така да веќе ние добиваме вистинска употреба и од институции за Ethereum. Така да од тие што се со паметни договори, Ethereum е најдецентрализирана мрежа и најсигурна мрежа.
Мислам дека се уште неколку години може да биде да се држи на тоа второ место и да оди напред на цената. Сега гледаме во последната година, јас уште пред 2 години кога беше $8 Solana ја препорачував на сите, сега сме некаде $230-240 и сметам дека има уште простор за растење. Карданото исто што го спомнавме, има одредени Layer 2 втори слоеви што се поврзани со Ethereum што може да додат нагоре. DeFi платформите, тие Blue Chip како Uniswap гледавме дека имаше доста прогрес, така да има доста тој избор во криптовалутите навистина е голем, но сепак, како што кажав, потребно е една основна едукација за да може секој да си донесе правилна одлука за своите инвестиции. Добро, за крај, имаме ли некаква најава дека можеби во Македонија пред се институциите, банките, финансиските организации ќе почнат малку да се отвараат кон оваа идеја пред се од законски институционален аспект, бидејќи засега знаеме дека не е забрането, но немаме никакво вклучување во овие токови. Така. Јас на вистина се надевам дека барем ова се раководство, ова нова влада, дека ќе се заинтересира. Јас веќе уназад години наназад јавно повикував и ја нудев мојата експертиза за соработка, за да донесеме добри регулации. На вистина не сакам повторно да ја видам Македонија да биде на крајот од возот. Значи имаме сега со ова промена, особено во Америка, што се случува една позитивна промена глобално кон регулациите во крипто. ЕУ веќе преку МИКА, регулаторното тело, веќе донесе дузина закони што се многу позитивни за криптоиндустријата и општо за економијата. Се надевам и дека и во Македонија што поскоро ќе се направи нешто такво и дека ќе донесеме едни добри регулации. Токму и во таа насока јас би сакал да најавам дека во текот на наредните месеци ќе биде отворена и блокчейн асоциација во Македонија, што ќе биде како едно вид на регулаторно тело за криптовалути и се надевам дека ќе бидеме во соработка со владата и да донесеме што понабрзина добри законски измени. И исто така јас да подсетам уште од 2021 година јас повикувам да се чува биткоин како дел од национални резерви на Македонија. Така да мора да се, ако сакаме ние како држава да успееме, мора да им се даде простор на предприемачите да работат, да функционираат. И исто така мојата идеја Македонија да биде може да постане една од најинтересните точки за инвестиции, за крипто светот, затоа што криптоиндустријата е глобален пазар, функционира насекаде, веќе има насекаде регулации и навистина се надевам дека Македонија нема да биде повторно на крајот како и за други многу работи. Да. Добро, само треба да ги отвориме умовите, нели? Апсолутно, мора да ги прифатиме промените. Не можеме ние да очекуваме и да се надеваме на иднината за подобро, кога ние не сме во тек со иднината. Ние мора да бидеме во тек со иновациите што се случуваат околу нас и мора со време да донесеме регулации за тоа, за да можеме да имаме еден општ бенефит за државата и за приватниот сектор и за луѓето, апсолутно. Да. Добро, Симуновски, добро информиран, добри пораки како и секогаш, ви благодарам за ова гостување. Благодарам. И со ова интервју со Дарко Симуновски го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вашето внимание, на вашата доверба и останете со програмата на Телевизија 24.